Грција да го признае македонското малцинство, да работи на враќање на имотите и да дозволи регистрација на Домот на македонската култура во Лерин. Ова е дел од резолуцијата што беше денеска донесена во Советот на Европа, а се однесува на заштитата на малцинствата во Европа. Резолуцијата не е се уште ратификувана од 8 земји членки. Во целиот извештај повеќе од 10 пати се користи терминот Македонијан за јазикот, идентитетот и припадниците на етничката заедница. И покрај тоа што во 2007 беше донесена одлука во Советот на Европа, наместо македонски да се користи формулацијата јазик на поранешната Југословенска република Македонија. Во извештајот од јануари 2010 Македонија не без никакви додавки. Од Виножито не очекуваат промени во односот на Грција кон македонското малцинство. Нема нешто ново да се случи во Грција, некоја промена, имајќи во предвид дека во Грција да не се наоѓа во една многу длабока економска, а и политичка криза, не би била никако готова Грција за такви промени во такви многу суштински политички работи. Грчкиот врховен суд на 19 мај минатата година ја потврдува одлуката на судот од Северна Грција и го отфрла барањето за регистрација на Дом на македонската култура во Лерин. Одбивањето се темели на историски, а не на правни факти. Македонија е географски и историски термин, а не етнички, пишува во судскиот извештај до кој дојде Канал 5. Грчкиот премиер Папандреу пред 2 месеци во својот говор во Советот на Европа вети дека Грција ќе ги исполни сите барања на Советот. Грција да го признае македонското национално малцинство, да работи на враќање на имотите и да ги почитува одлуките на Советот за човекови права. Ова е дел од резолуцијата што постојаниот комитет при Советот на Европа ја прифати денеска, се однесува на состојбите на малцинствата во Грција. Советот бара Грција конечно да ја ратификува повелбата за заштита на националните малцинства со директна порака да го признае постоењето на македонското малцинство. Да се признае правото на етничко определување на македонското малцинство и се вели дека недоволно е она што досега Грција го практикува само верско определување, туку дека е потребно и национално определување. Се бара да се разгледа случајот со децата бегалци и со политичките бегалци. Грчките власти се приморани да дозволат и регистрација на НВО организација наречена Дом на македонската цивилизација. Иако ова е резолуција на комитетот, сепак таа е финална. Ова е финална варијанта, соодветно на процедурите тука, постојаниот комитет, резолуциите кои што ги донесува се сметаат за финални и за резолуции кои што треба да бидат применети понатака. Интересен елемент е што целиот извештај се користи терминот македонски, без додавка, вели Николовски. Македонскиот јазик е словенски и е сличен на бугарскиот. Не може да го прифатиме македонскиот народ, оти и ние се чувствуваме како македонци. Вакви биле реакциите на грчката страна за време на заседавањето на Советот на Европа во Париз. Група грчки пратеници, предводена од Дора Бакојани, негодувале за усвоената резолуција со која се бара признавање на македонскиот јазик, народот и малцинството во Грција. Идентично оваа резолуција го бари од Бугарија, земјата да го признае македонското малцинство како посебен народ. Грција треба да постапи по резолуцијата и соодветно да ја имплементира, како што и треба да ја ратификува повелбата, рамковната повелба за национални малцинства. Како што знаете, во меѓународното право нема репресивна сила која што ги спроведува одлуките, туку тоа се сведува на превземени обврски на државите членки. Така што јас се надевам дека Грција ќе реализира оваа работа која што произлегува од нејзините обврски како што е на Советот на Европа. Купно 10 амандмани на резолуцијата поднале Грција и другите земји членки кои важат за незини пријатели. Советот не прифатил ниту еден. А што ги налути грците? Во резолуцијата се употребува придавката македонски, без никакви додавки. Без условување се признава и малцинството во Грција, а од земјата се бара да ги врати имотите на протераните македонци. Резолуцијата нотира дека Грција узурпира локалната култура заради политички цели, а забранува официјално здружување и регистрација на македонски издруженија. Овие заклучоци велат владен извори за Канал 5 ја јакнат македонската позиција во спорот. Во Македонија се смета дека на Европа се повеќе е јасно дека грчката страна нема цврсти аргументи кога го негира македонскиот идентитет. Грција е една од 4 европски земји кои се уште не ја ратификувале рамковната конвенција за заштита на малцинствата. Тоа не го сторија уште Белгија, Исланд и Луксембург. Од јужниот сосед се бара исполнување на ова обврска во брзо време.